луѓе искусни, еве, јас колку што знам, мислам дека тука би биле многу успешни и дека е многу битно, сега не знам конкретно кој зборуваше, дека тоа е првиот начин на кој што ние ќе пристапиме кон народот и веќе немаме меѓуни и тешко дека ќе имаме, тоа е навистина скапа работа и тешко дека би да имаме средства, тешко би дошло до лиценца. Може би добиле некој интернет канал на тој начин, но сепак мораме да бидеме свесни дека најобичниот народ најмногу гледа телевизија. Со оглед на тоа што до телевизија нема да дојдеме, ние ќе отидеме, значи, до народот. Ќе отидеме низ цела Македонија, во сите села и во сите градови, не мора да одиме во сали и во хотели, ќе говориме на улица, непосредно, и ќе го дигаме народот, ќе му објаснуваме, ќе зборуваме и ќе го ограбнуваме. Затоа што народот е свесен, е освестен, знае што се случува, информирани повеќе од многумина од нас, но му треба храброст, и посебно тука ќе бидам, значи, до крај отворена, значи му треба храброст. Да ми простите на изразите, јас направив цела програма, ги согледав сите, би рекол, потреби на нашата држава, што треба да ја формираме. Ние досега имавме држава која пише конфедерација на етнопартии. Немавме национална држава. Затоа не напуштија сите кои, да тако кажам, беа изроди и кои беа други. Значи, македонците останавме на целиво, ама ние не сме малцинство, него сме ние домаќини, ние сме веćina во државата и... Опеласна сива. Некој има опеласна сива кај нас? Нема? Не. 30 септември, референдумот, каде народот со активен бойкот или неизлезност и со пасивен, би рекол, повиците ги послуша нашите на активистите, би рекол, останатиот народ, кој не можеше, кој не сакаше да ја признае окупацијата. Затоа имавме, би рекол, победнички став како народ. И затоа ве замолувам, во име на тој наш победнички став, да останеме доследни. Значи, останува сега на нас овдека, по мене, да формираме национален, би рекол, понапред викавме, ајде, комитет е вако, онако. Јас би рекол да треба да собереме сила, да овде колку и сме, да направиме да сме преседателство, сите офатени. Во тоа преседателство, тука со акламација, денеска, многу ќе биде пожелно да избереме преседател на преседателството. Тоа преседателство и, би рекол, преседателите би се менувале, ако треба, од седница до седница, зависно од задачите, зависно од можностите и така натака. Ние треба да извршиме темелна подготовка за наредни избори кои треба или да ги направиме воредни, или да ги сочекаме оние кои ќе дојдат редовно. Главно треба да бидеме подготвени за тие избори и да успееме, не никаква трета, втора или не знам која. Ние треба да бидеме единствена алтернатива за решавање на нашите национални проблеми. Значи, да до 2 август извршиме подготовки. На 2 август да прогласиме дека сме формирале национална држава. Во таа национална држава, значи, дводомно собрание е решение. С тоа што горното би рекол, дом, да го наречам така, нека бидат
Само избрани родолюби, кои ќе носат закони, ќе одлучуваат за македонската, би рекол, кауза или, најдобро кажано, за интересите на оваа наша нација. Понатака, во Советодавниот дом треба да бидат луѓе, представници од сите. Никого не запоставуваме, никого не бркаме, ама не може да дозволиме досега, како што се тоа случај, да гостите на домаќинот му го отземат и имотот, и животот, и све што има. Не може да одлучува никој друг за нас. Ние во нашата држава мора да одлучуваме сами. Али мора да го слушаме и советот на другите кои се со нас, кои не почитуваат. Ние ќе ги почитуваме онолку колку не почитуваат. Ние досега чиневме се за другите да имаат се, а ние двоивме и последен залог што ги имаме. Тие не го испочитуваат тоа, не предадува. И затоа ние од 30 септември наоваму сме должни да формираме национална држава. За прв пат